По една година вршител на должноста, судијката Даниела Димовска избрана за председател на Скопскиот кривичен суд. При гласањето во судскиот совет доби едногласна поддршка од сите 11 членови. Образложувајќи одлуката да ја дадат поддршката, рекоа дека нејзината програма за работа нуди визија за развој и подобро менаџирање со судот. Во трката за позицијата влезе со еден против кандидат, судијата Ивица Стефановски. Апликација доставија, за жал, еве, тоа е моје лично мислење, само 20 кандидати, имајќи предвид дека ова е голем суд, кој што моментално во неговата работа чествуваат 50 суди, од кои 90% ги исполнуваат предвидените услови за да аплицираат. Во интервјуто имаше разлика во пристапот на гледањето на двата кандидати, како треба да се менаџира судот. Судијата Даниела Димовски имаше една тука визија, точно менаџерска, како треба да биде незината позиција и што треба да прави како иден председател. Според дел од членовите на Советот, постапката за избор за нов председател, која се одолговлече речиси една година, го отвори прашањето дали Димовска веќе со една година искуство како председател била во предност. Во дадениот случај, една година имаме вршител на дејност кој имал можност во рамките на таа година да ги покаже своите организацијски, менаџерски и комуникацијски капацитети, но се поставува прашањето при долгото траење на изборите дали дали се создава предност во однос на другиот кандидат. Навистина е недозволиво постапките да ни траат толку колку што ни траат и треба сите ние заедно како совет максимално да се вложиме преку измена на нашите внатрешни акти, преку наша поголема ангажираност, ова време да се сведе на најкратно можно време кое што е потребно да се врши избор. Инаку Димовска е позната дека го судеше поранешниот градоначалник на Карпош Стефче Јакимовски, кој доби 3,5 години затвор. Лани во јули беше избрана за ВД председател на Кривичен, а нејзиното име беше актуелно во јавност неколку месеци подоцна, кога нејзиниот брат Драган Паунов, инспектор во УЈП Штип, беше уапсен во рамки на проширената истрага за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани.